Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Градоначалниците на Кочани, Чешиново, Облешево го подпишаа договорот за приклучување на 4 населени места од соседната општина на Кочанскиот водовод. Со тоа, двете локални самоуправи први во државата остваруваат конкретна меѓуопштинска соработка за реализирање на инфраструктурен проект. 4 населени места од општина Чешиново, Облешево во иднина ќе добиваат вода за пиење од Кочанскиот градски водовод. Иницијативата за ваквиот проект, што пред неколку месеци дојде од соседната локална самоуправа, финишираше со подпишување договор за меѓуопштинска соработка меѓу градоначалниците на двете општини. Договорот го подпишаа и директорите на двете комунални претпријатија, со што се обврзаа на исполнување на преземените обврски. Со тоа ќе се реши едно од највиталните прашања за околу 3000 граѓани, за кои ќе се обезбедат по 10 литри вода во секунда. Една од најбитните работи што се случува за општина Чешиново, Облешево е подпишувањето на договор за водоснабдување на населените места Облешево, Чифлик, Чешиново и Уларци, со тоа што веќе имаме еден официјален документ со кој што планираме денови веќе да поднесеме за конкурсот за добивање на средството од Светска банка. И со ова мислиме дека ќе решиме еден голем проблем на граѓаните од општината Чешиново, Облешево и се надам во најскоро време да биде реализиран овој проект и граѓаните во општина Чешиново, Облешево веќе да имаат чиста и квалитетна вода за пиење. Населените места кои треба да се приклучат на градскиот водовод во моментот со вода за пиење се снабдуваат од сопствени извори. Во населено место Чешиново имаме комплетно изградена водоводна мрежа, во селото Облешево и во селото Чифлик се изградени, ама се на испитување овие мрежи, а во селото Уларци немаме воопшто изградена мрежа, затоа се надеваме во овој период ќе извршиме испитување и понатомошно реализирање на водоводната мрежа во населени места. За општина Кочани подпишувањето на договорот со Чешиново, Облешево е втора меѓуопштинска соработка, откако претходно заеднички со Пробиштип се реализираше инфраструктурен проект за изградба на патот од Рајчани до Турско Рудари. Според градоначалникот Димитровски, за приклучување на 4 населени места на градскиот водовод не би требало да има никакви проблеми. Кога е градена фабриката за вода, има предвидено слободни капацитети, количини на вода која што може да обслужува и други делови од по тесната околина на општината Кочани и ние тоа сега го постигнавме на таков договор да 10 литри во секунда до 10 литри во секунда се издвојат за тие 4 населени места во општината Чешиново, Облешево. Со овој документ, со овој договор, ние им отвараме врата да можат да ги користат фондовите, било да се тоа од Светска банка, било да се од други донаторски организации, едноставно значи да го решат целиот проблем со водоснабдувањето. Се очекува по обезбедувањето на потребните пари, проектот за поврзување на 4 населени места на Кочанскиот водовод да се реализира во текот на идната година. Опозицијата започнува серија трибини низ Македонија, на кои се очекува на граѓаните да им ги представи насоките на опозицијско делување во следниот период. Првата трибина ќе се одржи во Битола, а потоа во уште 15 градови, меѓу кои Кочани. Новата стратегија на опозицијата ја најави лидерот на СДСМ Зоран Заев по средбата со своите партнери од коалицијата Тито Петковски и Андреј Жерновски. На трибините се очекува СДСМ со граѓаните да разговара за актуелната политичка ситуација во земјава. Вкупно ќе бидат организирани 16 вакви трибини низ цела Македонија, меѓу кои една во Кочани. По средбата Заев, Петковски и Жерновски едногласно изјавија дека дефинитивно политиката на бојкот на собранието продолжува, а оние членови на опозицијските партии кои сакале да се вратат во собранието ќе ги почитуваат одлуките од Централниот одбор. Здружената опозиција бара исполнување на нивните 5 барања, меѓу кои формирање техничка влада која ќе ги спроведе наредните избори. Коалицијата на СДСМ на изборите на 27 април освои 34 места во парламентот. 3 пратенички ги прифатија мандатите Роза Каревска, Солза Грчева и Љубица Буралиева, а 31 место останаа празни. Ако собранието ги прифати нивните оставки, испразнетите позиции ќе им бидат понудени на следните кандидати од изборните листи. За околу една недела треба да истече рокот од 6 месеци како опозицијата отсуствува од парламентот, што значи дека треба да се расправа за одземање на мандатите. Ако по целата процедура се уште останат празни места, треба да има дополнителни избори.
Со едукативни предавања, емисии и презентации, Сдруженијето на диабетичари Кочани во соработка со Сојузот на диабетичари на Македонија ја подига свеста на граѓаните за рано откривање на диабетесот. Бројката на заболени расте, а на оние со последици од диабетесот е уште поголема. Во Кочани има околу 2000 лица со диабетес, од нив 600 се на инсулин. 14 ноември, светскиот ден за борба против тивката епидемија диабетесот, ќе го одбележат и диабетичарите од Кочанското здружение. Секоја година организираат предавања и едукации на тема диабетес и негово рано откривање. Ќе присуствуваат и на централната манифестација што ќе се одржи во Скопје. Секоја година најмалку по 2 предавања организираме на тема за диабетесот. Имаме неколку акции во населените места или во општината каде што вршиме мерење на шеќер во крвта. И преку овие мерења исто така сакаме да кажеме на луѓето дека самоконтролата, односно контролата на шеќерот допринесува да подобро се регулира самиот диабетес. Лекарите апелираат на можна превенција на диабетесот, како и држање на шеќерот во крвта под контрола на веќе заболените лица. Централно одбележување, а што значи тоа? Тоа централно одбележување му даваме еден друг карактер. Од многу друженија, сите доваѓаат скоро до друженија, со тоа му даваме заеднички карактер на цела Македонија, дека цела Македонија влегува во борбата против диабетот преку овој начин на појавување во јавноста и презентирање дека сме дел од антидиабетичка коалиција, светската антидиабетичка коалиција. Значи и Македонија се вклопува во таа антидиабетичка коалиција начело со Интернационалната федерација диабет. Доктор Ванковски потенцира дека треба да се работи на засилена едукација и превенција за рано откривање на диабетесот, има последици од неконтролирана болест. Ампутации на нозе, откажување на работата на бубрезите, срцеви и мозочни удари и слепило се најчестите компликации за кои главната борба на лекарите се состои од тоа да не дојде до нив. Во спротивно, човекот останува со хендикеп до крајот на животот. Во првата фаза од проектот бесплатни гинеколошки прегледи во Виничко прегледани 80 жени од ромската популација. Тие за прв пат извршија гинеколошки преглед, благодарение на овој проект. Министерството за здравство во соработка со невладините организации Хера од Скопје и КХАМ од Делчево, кои се партнери во овој проект, во ромското мало во Виница ја спроведува третата акција од проектот Бесплатен гинеколошки преглед. Прегледот се врши во специјално мобилно возило опремено со комплетна апаратура, лекар специјалист и медицинска сестра, а здравствената услуга е целосна. Лекарствата за понатамошно лекување, доколку се утврди диагноза, ќе бидат исто така бесплатни, велат од Хера. Бесплатен гинеколошки преглед со ехо преглед, пап тест, хламидија доколку има потреба и бесплатни се лекарства понатамошни за лекување. Ако не послужи времето, декември ќе продолжиме со работа, ако не, на пролет повторно ќе почнеме да. Сме за да им пружиме логистичка подршка, да ги обезбедиме луѓето кои што сакаат да ги извршат прегледите и исто така и докторите кои што се од Делчево. Една голема благодарност до нив што одвојуваат време за да извршат овие прегледи, да им пружат помош на луѓето кои што здравствените услуги им се помалку достапни. Резултатите од овие испитувања се обработуваат во Скопје, а се презентираат последователно согласно текот на прегледите. Во првата фаза од оваа здравствена услуга ќе биде опфатена само 1/3 или 100 представници од женската ромска популација во Виница. На 80 жени, најмногу со долна возрастна граница од 24 и горна од 55 години, за прв пат им беше овозможено да извршат основен гинеколошки преглед. Мобилната гинеколошка амбуланта на Министерството за здравство е наменета исклучиво за теренски прегледи, а со неа е планирано да се посетат сите рурални населени места во регионот. Една година по камен темелникот се покрива куќата за семејството Димитрови од селото Бели, што со хуманитарна помош се гради по иницијатива на општина Кочани. Увид како тече изградбата направија градоначалникот и председателот на Советот со екипа од локалната самоуправа. Се поставува кровната конструкција на куќата на 4-членото семејство Димитрови од село Бели,
чија изградба преку хуманитарна акција ја иницираше локалната самоуправа на Кочани. Иако работите се одвиваат со забавено темпо, оценка на локалната власт е дека тие се во планираниот рок и со тоа ќе се реши стамбениот проблем за социјално загрозеното семејство. Според традицијата, при поставувањето на кровот, во посета на домакините им дојдоа нивните соселани, носејќи им дар за новиот дом. Ги посети и делегација од општината, предводена од градоначалникот Димитровски, според кого објектот треба конечно да биде завршен. Можно тешко е да се каже кога ќе биде, меѓутоа очекуваме до нова година, очекуваме за можно краток период да се затвори конструкцијата, значи да се покрие и да се стават прозорите и вратите, за да може полесно да се работат работите кои што ги попречуваат временските услови. Очекуваме дека до нова година или на пролет најкасно, како се одвиваат работите, дека тие ќе имаат свој дом овде. Надеж дека куќата ќе биде брзо завршена има и кај домакините Стојчо и Љубица Димитрови и нивните две деца, кои поради телесните пречки кај тројца од нив се движат отежнато. Сега крово ставаме и што иде поред натаму више. Врати, прозорите и работи. За сега временските услови се добри. Ќе издржи времето да не заврне или нешто мраз. Новата куќа за Димитрови ќе биде приземен објект со 2 спални соби, дневен престој со кујна и трапезарија и бања. Од технички аспект, објектот треба да ги задоволи основните потреби за живење на 4-членото семејство, при што ќе биде изградена и соодветна пристапна рампа. Дневниот престој има 18 квадратни метри, пред просторот, бањата и кујната заеднички имаат околу 18 квадратни метри, заедно со тремот терасата се работи за околу 85 квадратни метри под кров. Во изградбата на куќата со донации во пари и градежен материјал, покрај општината се вклучија и неколку предпријатија од Кочани, како и Центарот за социјални работи и Сдруженијето Благородна мисија. Превенција за заштита од дрога и разни наркотици беше темата на едукативното предавање што се одржа во Основното училиште Раде Кратовче. Полицијата преку едукација ја подига свеста кај децата за употребата на дрога кај младите. Започна циклусот предавања на учениците од страна на стручни лица од полициската станица Кочани. Во презентациите и предавањата се вклучени учениците од 7 и 8 оделение. Опфатени се учениците од таа возраст, затоа што предавањата се од исклучително значење токму за децата од 13 до 15 години. Темата беше превенција за заштита од дрога и наркотици. Значи превенцијата јас сметам дека е многу битна и ефикасна за нашите ученици во оваа возраст. Иако овие теми како наставни единици се офатени во нашата наставниот план и програма, меѓутоа кога учениците се сретнат со вакви лица директно излезени од овие институции, кога се отвори дискусија, се поставуваат прашања, ефектот е уште поголем. Соработката на училиштето со полициската станица Кочани, како и со другите релевантни институции кои директно или индиректно се вклучени во образовниот систем, продолжува понатаму. Следна тема која ќе биде обработена на едукативните предавања е трговијата со луѓе. Полицијата вакви предавања врши низ сите основни училишта во трите општини – Кочани, Чешиново, Облешево и Зарновци. Во Центарот за култура Бели Мугри изложени делата од меѓународната детска ликовна колонија Лазар Софијанов од Кратово. Од Кочани и Виница има по 20 учесници кои создадоа прекрасни дела. Темата е староградска архитектура на Кратово. Во Кочани е отворена 21-та меѓународна детска ликовна колонија Лазар Софијанов Кратово 2014-та. 20 учесници создадоа 25 прекрасни дела кои се изложени во Центарот за култура Бели Мугри. Делата се на уметници од Скопје, Кратово, Ново село, Куманово, Крива Паланка, Липково, Виница и Кочани. Темата е староградска архитектура на Кратово. Децата творе и работеа слика по локации низ градот Кратово, а темата е староградска архитектура на град Кратово. Тие изработија околу 25 дела, од кои 21 дело цртежи слики се отворени во изложбениот простор во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Соработката меѓу Домот на културата од Кратово и Кочанскиот центар за култура продолжува и понатаму. На колонијата има 20 учесници од Кочани, Трајче Томов и Павел Николов. И ова година имавме представници, значи имаме тука дела што се изложени на дечења од Кочани, зависи од
возраста, полот, приод, инспирација, значи сите дечиња создаваат неле она што колку може да создадат добри дела. Ние сме задоволни од децата што создаваат и сме на мислење да направиме на изложба на дела на деца од Кочани, представници од Центарот за култура, значи на ликовната колонија Лазар Софијанов. Детската ликовна колонија Лазар Софијанов 2014 се одржа од 16 до 20 јуни во Кратово. Истата е со финансиска помош од општина Кратово, а издавач е Домот на културата Лазар Софијанов. Делата ќе бидат изложени во Центарот за култура во Кочани 14 дена. Во Облешево е отворен современ продажен објект на компанијата Жито Маркети од Велес. Со тоа, по неодамнешното отворање на нова аптека, населбата доби уште еден објект што од поодамна им беше потребен на жителите. Современо уреден и богато снабден малопродажен објект за прехранбени и останати артикли за домаќинството добија жителите на Облешево. Го отвори компанијата Жито Маркети од Велес, која во регионот веќе е присутна во изминатите неколку години. На свеченото отворање присуствуваа градоначалникот на Чешиново Облешево, како и генералниот директор на Жито Маркети Далибор Ѓошевски. Од денеска жителите на Облешево ќе имаат можност да имаат уште едно убаво катче што ќе ги пазаруваат своите намирници, можеби она што е најбитно, ќе може да ги пазаруваат по доста достапни, пристапни цени за сите. Широка потрошувачка на артикли, значи секој ќе може да се пронајде себе си во зависност од намирницата која што му е потребно, како за секојдневно, така и за било каква друга потреба. Новиот малопродажен објект е со вкупна површина од 250 метри квадратни, а е лоциран во центарот на Облешево. Маркетот го следи стандардниот концепт на Жито, има собствен паркинг и ќе функционира со 2 наплатни каси. Тимот ќе брои 10 вработени, кои ќе работат во текот на целата недела, односно од понеделник до сабота од 7:30 до 21 часот и 30 минути, а во недела до 13 часот и 30 минути. На денот на отворањето, закупувачите беа подготвени голем број изненадувања, што ги овозможи компанијата Жито Маркети, при што беа организирани промоции, дегустации, продажни акции, подароци и гратис производи. Во продолжение од вестите проследете спортската информација. Завршниот државен надпревар, можност клубот за гимнастички спортови годината да ја заврши на првата позиција. Клубот се подготвува за учество и на турнир во Благоевград. Државниот надпревар во гимнастика во А лигата што требаше да се одржи викендов во Битола беше поместен за 2 недели. Пролонгираниот термин е 15 ноември. Клубот за гимнастички спортови Кочани на предстојниот надпревар ќе се представи со 8 гимнастичари, 7 момчиња и 1 девојче. Надпреварувачи има во сите категории: пионери, постари пионери и јуниори. Станува збор за завршен државен надпревар. Во годината се вкупно 3, сите со место на одржување во Битола. Постигнатите резултати на овие надпревари се бодуваат од страна на Федерацијата. Според учинокот во првите 2 надпревара, клубот за гимнастички спортови Кочани во моментов е на втората позиција зад Соколиот Прилеп, но голема е веројатноста Кочанскиот клуб 2014 да ја заврши како првопласиран, зависно од резултатите што ќе ги оствари на завршниот надпревар. Конечниот ранкинг ќе биде објавен на почетокот од следната година. Клубот за гимнастички спортови Кочани се подготвува и за учество на голем меѓународен турнир во Благоевград во соседна Бугарија. Турнирот ќе се одржи на 22 ноември, а учесниците ќе се надпреваруваат на клубско и репрезентативно ниво. Најголемиот дел од селекциите и клубовите се од балканските земји, со исклучок на уште неколку земји од Централна Европа.
Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.